Добро вечер. Во Скопје се маршираше од плоштадот Македонија до владата. Со транспаренти и извици за правда и одговорност, присутните побараа смена на системот и крај на децениската партизација. Започна во 18 часот и символични 59 минути на плоштадот Македонија во Скопје за сочувство кон загинатите. 59 граѓани во пожарот во Кочани. Организацијата на иницијативата Кој е следен? Најавата за маршот го одбележаа препирки на социјалните мрежи и обидите да се изволка или исчисти од политичка конотација. Повеќе за вечерашниот собир и марш директно од колешката Симона Петровска, која вечерва го следеше протестот. Симона, што се случуваше таму, повели со јавувањето во живо. Да, Павле, заврши пред половина час, дождот не ги спрече голем број на граѓани да излезат на протестен марш, барајќи одговорност за трагедијата во Кочани, како што кажа и ти, со транспаренти, извици, но и пораки до надлежните. Тука предлагам да ги слушнеме. Загина, танцува, наздравува, пее, се смеја, ама се за последен пат. Боли, нели? Боли да се отидат невинни животи кои не го заслужиле тоа. Боли да се знае дека некој гине, додека некој со моќ и понатака си живее. Дозволивме да живееме во систем каде моќните владеат, а другите само страдаат. Дозволивме да живееме во општество каде што правдата се мери со познанства, а животот може да зависи само од еден телефонски повик. Системски промени! Системски промени! Премногу често забораваме, а народ што заборава, ризикува трагедиите да му се повторат. Затоа, од вечерва јасно кажуваме, нема веќе да заборавиме, нема веќе молк и нема повеќе страф. Ме прашаа и не прашаа странски новинари зошто институциите ни се плашат. Затоа што институциите се плашат кога честните луѓе се здружени. Кога граѓаните бараат правда, отчетност и нов почеток, кога кажуваат да почнеме од нула. И сега јас да ве прашам вас, кој е следен? Кој е следен? Кој е следен? Собирот почна со 3-минутен молк и звездено небо на плоштадот Македонија, каде дадоа почит на загинатите во трагедијата во Кочани. Потоа со транспарент системот е следен, продолжи до собранието, односно граѓаните продолжија до собранието, маршира преку клиниката, односно помина од клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски и застана овде пред владата, каде побара одговорност од надлежните. Протестот го организираше иницијативата Кој е следен, кој не откри, односно не кажа дали ќе продолжат со протестите, туку најавија дека нивните следни чекори ќе ги објавуваат на нивните социјални мрежи. Павле? И благодарам Симона за исцрпниот извештај. Тоа беше Симона Петровска од пред владата на